Драги пријатели, започнуваме со новата музичка емисија Музички филиграни на Радио Пела. Денешни наши гости се групата Чебрен од Битола. Ве молам да се представите. Која е вашата група? Добро вечер, како прв се заблагодарувам на големата покана што ни испративте од Радио Пела 96.8 FM, кој се слушате секој ден и светот. Голема благодарение до вас и од нас од групата Чебрен. Што додовме тука, значи пристигнавме малце, знаете дека беше по патот малце со снег и со ова сонама, стигнавме некако до пристаницата кај што треба да дојдеме. Браво, да. Една голема благодарност до сите и како второ, да ги запознаете нашите моите колеги, мислам, од групата Чебрен кои сме, Мартин на бас, синтезайзер, Ендал на кларинет и Филип на тапани четврта. И јас свирам на синтезайзер исто и пеам во групата исто. Дали може да се представите сега во живо за почеток со една ваша песна, што е предвидовна на самиот почеток? Па ајде да ја почнеме, па таа е на наша песна, Девере мој побратиме, мислам за сите печалбари кои сидат од странство. Така. Значи авторска песна е дека е нашата е на авторската песна е на Зрпе, може да представиме Писарски бисери, автор е Јохан на таа песна. Снимена е кај Славчо во Продум студио. Прилеп, да, точно. Значи право, поминавме и ова е наша песна, значи ни ширим и светот, ни сите локали, мислам како што сме запознати низ екраните дека стварно се работи песна дека е побарана на послушателите и гледачите на телевизиите, се благодарни што направивме оваа песна и можеби да направиме во живо. Одма одиме, дечки. Moj pobrati
Диме, сакам да те прашам името Чебрен. Од каде потекнува, кој ја крсти екипата? Значи екипата, јас бев долго време отсутен. Мислам, прво време бев отсутен малце надвор, бев 18 години бев во Австралија Сидни. Поздрав до сите во Австралија Сидни, кои не слушат, кои не гледат. Значи, од цела екипа Чебрен, значи, се вратив еве тука сум 2 години. Толку време постои група да сум вратив 2 години. Името од Чебрен се запознавме по манастирот Чебрен се наоѓа долу во самиот предел на реката Рапеч. Тој е битолско мрежево. Так. Се наоѓа манастирот Чебрен. Покрај него манастирот Чебрен татко ми од селото Зовик, значи од Мариовскиот дел. Значи манастирот Чебрен како едноставно мислам нас ние како нунко, да речем, на фамилијата, на сите и кога се вратив и речив дека, значи стварно имаме сите видено нешто од тој манастирот Чебрен. Значи планирав да го крстам името Чебрен, потоа и направивме на песна за групата Чебрен од за селото Зовик и исто во склоп на манастирот Чебрен. А воедно тука ми поможи, значи мислам родител, татко ми поможи многу за кој се, значи една песна која ќе опишиш треба да знаеш кои се главните целини на песната. Натре, значи да има некој печаток што се зборува натре во песната. Значи тие зборови имаше и од татко ми, а мислам исто и тука аранжман мора да кажем дека е Зрпе. Зрпе. Јохан, да. Демиркис. Ами имаше помоши од татко ми некои работи што требаше со селото, иначе цело работа од нив се снимаше исто во Прилеп, значи снимавме на поќе места. Моментално видеозапис немам запишано, мислам немаме снимали. Во текни ситуација да почнеме, мај јуни да почнеме, почнуваме сега дека се великденските празници, почнуваме после со веселбите, и како најпресно да кажем што можат сите да видат, сите се фамилиарни веселби после 7, значи сите фамилиарни веселби што не можеме, сам сакам публика да не види, може да дојдат на 5 и на 6 во Ѓуѓовден во Дујне, селото, ќе бидеме 2 дена таму. 5, 6, 7 и? Не, 5 и 6. 5 и 6, да. Значи може кој сака Петлевски да дојде, да посетиме. Значи тука што одам јас, мислам толи ставно си на сите свадби кај, значи ти си главен да речеме тие работи и стварно некако раководител како треба свадбата да се изводи, така и води музика распрената. Точно. Голем поздрав до вас. Фала. Од цела екипа што се работувате. Секогаш за твоите христијани, тие биле беден секогаш за твоите христијани. Зовик роден крајот, ти си сонот мој, село моје раселено. Vraќam да ти докажам дека не си заморавено. Ти се vraќам да ти докажам дека не си заморавено. Дали има претрпено во овие 2 години твојата група некакви измени во составот? Во составот има измени.
Оти знам дека бевме и други членови. Која беше групата? Имаше група дека се сега состави. не Беа друг состав. Мислам, јас ја останав самото Так. од групата Чебрен кој беше оти и оформив. Останаа си имаше измени, због некој се одваше странство, некој због некои причини так, домашни. X причини. X причини што се случија и мораше да коригираме, мислам, од постарите членови се Мартин, да речеме Чебрен групата, после дефинитивно дојде Филип и Едвал. Едвал е најнов член, да речем, во групата. Мислам, соработник многу голем, значи, покажа на сите луѓе дека стварно човекот може да направи нешто што може да направи. Значи, дојде кај нас во групата, значи, мислиме дека што подобро ќе го направиме, значи, човекот во таква ситуација што Да. има голема енергија во него, што може да каже себе дека ќе Колку видеозаписи имате од твојот репертоар? А мојот репортаж имаме видеозаписи. И со кој соработувате најмногу? Значи имаме 10 видеозаписи. Двата не се направени, само 8 се направени. Значи соработуваме со ИНТВ телевизија Ване Петковски. Со Ване Петковски, Еден да. голем поздрав до Ване. Да. И до големите соработници, стварно дека екипа се многу добра. Да, И во секој професионалци. сусрет да излегват. Зашто треба за реклама, за едно нешто, значи не треба да зборуваме дека треба реклама Ване се направи. Го прави тоа, па црце што го прави. И голем поздрав беше нешто до него. Значи со него се видовме последно го беше лани, мислам се видовме со Ване. Мислам се видовме за новогодишните програми за имаше радио Сонце, бевме на телевизија тоа беше во Велгошти во Охридско. Имавме уште едно винтер, имаше новогодишна програма. И после се видовме со Ване во Градешница, во селото Градешница. Бевме поканети за први, втори зимин да свириме со господинот Царо Неготински, да речем. Неготски, да. Тој е Орце Стевковски, поздрав до него. Да. Поминавме прекрасно, Орци имаше многу во спот, снимаше тогаш во тој момент за песната за Градешница. Че тој во спот направи. Да, бевме придружени со Орце Стевковски, двата дена ме поминавме супер, човек, наварев за сите работи. Ко прво е другар, второ знаеше Битно е постари тоа. со помлади да се работи човек е супер. Дали на некои фестивали сте учествували? Учествувавме во фестивалите, да ти кажем браво, учествувавме во Гоцефес, тоа беше лани, Која година? 2017 година. 2017. Учествувавме на Гоцефес, фестот беше добар, најдовме на Роса Фест, можевме да одиме, имавме X причини, тама најдовме, само здравје Боже од година, почнуваме љубова година. Да. Сега дека што ќе бидеме поканети, значи наша нога од групата Чебрен ќе става.
Сакам Диме да ми кажеш со која група од нашиве групи најмногу соработувате вака? Со сите, али Моментално се работуваме и тука и надвор преку океанот. Така. Музичка за музика, како што кажа, пред 18 години во Сиднеј, Австралија. Значи се работуваме најпоќе со групата Маестрал. Да. Да спомнам тука и групата Алтенатор, кој беа гости во Австралија, групата Молика, волим поздрав сите. Значи најпоќе се работка што имаме изгледов на еден добар пат, оти групата Маестрал имаме многу позитивна енергија и соработуваме многу добро и во нив да соработуваме. Значи стварно се ракани имат заедно за се и се што и кога ни потребува нешто или да не подлучат како постари. Значи Да. одделно. Значи сме многу добри со групата Маестрал. Алтенатор можам да ги спомнам, да речем, групата Молика, со сите кои живееме, група Милениум, да речем, Битова, и од прилепски групи кои живееме, значи поздрав до сите, како да речем, значи Да. сите се работуваме, а мислам најпоќе соработки имаме со групата Маестрал, што ни излега во најголеми susret. Башка од свадбиве најчесто сте гостувале негде? Дали негде на надвор од Македонија сте биле со групава? Имавме лани понуда за да заминиме за надвор, ама ние не заминавме због X причини. Едниот колега можел, другиот колега не можел, Так. значи во тие Следна прилика. Да, следна прилика му кажавме дека една друга имавме му се заблагодарувам непоканија и мислам дека ќе уствариме тоа ќе го направиме. Оти моментално работиме на фамилиарните веселби, на спортовите, на тие работи, значи одиме по како да кажем, кај сме поканени таму одиме како што кажав Тони, Нормално. во смисол сега моментално се знаеше дека беше нова година, беше за Великден, за сите тие работи, после почнуваат постите, значи фамилиарни веселби, како што знаеш. Да. Дали сте задоволни од свадбиве? Свадбите сме презадоволни. Имате? Имаме свадби, машала да тера вака како што Тоа е најбитно. Супер. Ова година сме супер, да ти кажам право, имаме и поманастирчиња, да кажем. Так. Значи, многу сум благодарен и фалам на Господ што има и таква работа што свидиме по манастирите. Да. Кај е Бог никој не. Така е. После имаме уште на добар манастир кај што свидиме, тој е манастирот Светијата со Старавина. На 15, на 14 и 15, тој е Колку мај. пати сте учествувале? Таму учествуваме на 2 години поред, учествуваме таму се свири и за мај, толку после групата, значи од мај имаме 14 и 15 се Светијата на си после за прображдение се свири на 16 и 17 септември. Значи тоа е во Светијата на манастирот Да. Старавина. Тој е Битолскиот регион. Битолски. Значи после можам да спомнам, а после Црна реката и прво е село Зовиќ. после Сум Зовиќ, бил знаете, Зовиќ, еден Старавина. спот имаме снимано таму. Да. Супер место. Кој има благодарност, мислам јас од татко ми од Зовиќ, мислам да речам, планирам да го снимам спотот таму што е за песната за Чебрен, значи Добро. преубавиот мост, можам да речам, ако сака некој да дојде таму, јас сум од таму. Добре дошол. Добродошол, имаме куќа, значи преубаво село, луѓето плајтер гледам однад да видат за да го видат тоа нешто. Природна обајна, како да речем, значи во тој смисол. И во друга суштина, се враќам пак на музиката, дека сме добри, како да речем, но се сме Тоа е фаламе многу најбитно. добри да тераме свакако што си добро колегијалски се разбираме. Задоволен си од дечки? Од дечките сум задоволен, презадоволен. Да, задоволни сме од дечките. Некој пат ми зборат нешто, ама добри сме, знаеш, така. ке ми речат нешто, јас постар и вели добро чичко нема. Значи не, имаме големо разбирање, стварно, не е дека се малце некој период сме, некој малце помало од нас како било, на чиста генерацијски тука да речем, со неколку Да. години, ама во смисол сме добри, работиме, се работваме, знаеме да работиме, значи никој пат нема љутрачка за тоа, што можеме да направиме. Така и ќе треба, направиме. така и треба. И голем поздрав до овде до Прилепскиот дел цел, да речем, колку фатиме како што ми кажа тони преку Затоа и промоцијава. промоцијата. Затоа е да. Проектот е многу добар што стварно моментално се сите странци Ние вршиме промоција, значи на младиве групи и постари групи, тие што сакаат да учествуваат на регионов Пелагониски, тоа е Крушево, Демирхисар, Битола, Прилеп, Долнени. Мислам тој регион го држиме. Да. Точно. Значи цела Пелагонија. Цела Пелагонија. Затоа и самото радио носи наслов Пела радио.
Kogo go čuvaš Mitro, tvojto belo lice. Za kogo go čuvaš Mitro, tvojto belo lice. Čuvam go, čuva me ludo, zavo crna zemlja. Aj crnata zemlja ludo, spovaj neka reči. Aj crnata zemlja ludo, spovaj neka reči. Daj mi go, mene Mitro, ja se da go ljubam. Ja se da go ljubam Mitro, spovaj da ti rečam. Ja se da go ljubam Mitro, spovaj da ti rečam. Ja se da go ljubam Mitro, spovaj da ti rečam. A crnata zemlja Mitro, spovaj ne veli. A crnata zemlja Mitro, spovaj ne veli. Mitrole, Mitro, mori crna kao vjerice. Za kogo ja čuvaš Mitro, tvoj ta ramena snaga. Za kogo ja čuvaš Mitro, tvoj ta ramena snaga. Čuvam ja, čuvam me ludo, samo crna zemlja. Samo crna zemlja ludo, spovaj da reči. Samo crna zemlja ludo, spovaj da reči. Kršam Mitro, spovaj da rečam. Ja se da ja kršam Mitro, spovaj da rečam. Ja se da ja kršam Mitro, spovaj da ti rečam. A crnata zemlja Mitro, spovaj ne mi veli. A crnata zemlja Mitro, spovaj ne mi veli. Диме, дали можит некој од вас во групава да ми кажат некоја случка што ви се десила позитивна, негативна во текот на вашата кариера? Добро, може нека се изборна од колеги да ми било кој од случка добра. било кој од Сакаше вас. Филип да се образи. Ајде Мартин ти. Така се случува една случка, одиме да свириме во Бидова, пред Бидова во Раштани, се викаше на село, така мислам Диме. Да, Раштани се викаше. Свириме во Селото Раштани. Во село Раштани и свириме, не сте ме инструмите си да работи.
го приклучувам сајзерот, претходно свирев друг сајзер, го сменив за дедов друг нов и уште не искусен како треба да го користим, како работи, го приклучуваме синтесајзерот, почнуваме, отвараме веселбата, свири песна 2-3, синтесајзерот се склучува скроз. И чекаме, меѓу време да се најдеме со инструмент, било што звонам по телефон и прашувам како работи. Диме пали колата и заминува во битола кај Сашо, група на Маестро. Маестро, поздрав до Сашо кој ги заврши голема работа на изводе. Едноставно и се смееме со колегите со Филип за претходниот пат на последната проба кога бевме за битола. Стасуваме битола, поставуваме место има изучување, се справаме по постојава што треба да правиме проба и разтовараме откога кај мене и ни фали уште еден дел од табанир. И го бараме кај делот од табанир се случува колегата го заборава да дош од дома. И се смееме да свика на настарот, ни тргна сето изгричка уште од самата проба, па и така и заврши свиката. Да се смедовме и заврши во најдобар ред. Така. Тоа е така една точка што се издвојува од сите така што сме свириле. Во глобала биле перфектно изработени, сме поминале добро, супер добро. Немало нешто. Немало некакви До сега што сме пушти, добра организација. Значи немаме никаква организација многу убава. Значи немаме такви луѓе, такви типови са на луѓе, немаме начекано да речат така, ништо не организирано, ништо не. Задоволни сме сега. За на крај сега што ќе му посакаме на нашите слушатели па и гледачи, така? Се заблагодарувам што не слушае во овие 40 минути од радиото Пела, Да. 96.8 FM. Му се заблагодарувам што беа со нас. Мислам може имаше некој X работи, Супер е се. све е добро. Сакаме А, добро здравје. добро здравје, љубов, да се сакат меѓу себе и да се гледаме кај што можеме да се гледаме на некои Така е. фамилиарни веселби или на некои други работи. И многу музика. И многу И многу музика. музика. Пријатно, драги гледачи и драги слушатели. Popa koda melele sa
Zăre